Добар ден, пријатели, и добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на тема за овошјата. Не дека немам зборувано за оваа тема и овошјата како продукт. Сите знаеме дека се здрави и сите знаеме дека е добро да се имаат во исхраната. Можеби имаме дилеми за тоа колку количински да бидат и можеби некој од вас се плаши да не му одмогне во борбата со вишокот на килограми или можеби да му создаде вишок на килограми и масти. Иако за таа тема сме зборувале, но денеска што сакам да зборувам е да потенцирам неколку овошја кои што по мене се најдобриот извор на овошја од сите, затоа што така сите се здрави, но има некои кои што се најздрави и најдобри, и повторно тоа се сведува врз фактот и врз тоа каква нутритивна вредност носат тие овошја. На прво место дефинитивно би ги ставил боровинките како овошје, затоа што иако сите од овошјата изобилуваат со микронутритивна вредност, со витамини, минерали, но она што се издвојува кај овие овошја пред сека и боровинките е тоа што имаат одлична количина на фибер, имаат одлична количина на витамин С и се највисокото секако овошје со највисока содржина на антиоксиданси. Дури има и научни истражувања кои што покажуваат дека секојдневната употреба на боровинки во вашите оброци ќе може сериозно да придонесе во борбата со хроничните болести на денешницава, кои што се кардиоваскуларни болести, кои што е дури Алцхајмеровата болест, нормално и диабети и сите практично хронични 3-4 болести кои што се вистинска закана за нашето човештво. На второ место би го ставил најверојатно грейпфрут, затоа што повторно има одлична микронутритивна вредност и е еден од најголемите борци против и камења на бубрези, можеби најголемите борци против вишокот на холестерол, на лош холестерол во крвта, така да дефинитивно на второ место би го ставил грейпфрут. На трето место најверојатно би ги ставил бананите, затоа што бананите имаат одличен извор се на калиум, одличен извор на резистентен скропи на пектин. Тоа ви се типови на јаглехидрати кои што ќе ве направат да се чувствувате сити подолг период. И трета работа, растителните влакна кои што ги има во бананата се повторно од есенцијално значење за здравието на дигестивниот систем, така да дефинитивно на трето место би ги ставил бананите, иако можеби многу од вас бананите можеби ги сметаат како пријател, но повторно зборувавме за таа тема уназад, не знам, една или две недели од прилика. На четврто место мислам дека би го ставил авокадото. Авокадото е овошје кое што содржи најголем дел од прво има изобилие од масти, здрави, и во најголем дел тие масти се практично од олеинска киселина, тоа е мононезаситена киселина, која што и те како помага во здравието за кардиоваскуларниот систем и едноставно незаситените масти сме свесни дека се од исклучителна важност и се есенцијални и мораме да ги внесуваме од надвор. Исто така има извор на некоја микронутритивна вредност, што е одлично, али сепак за авокадото она што е значајно што има многу малку јаглехидрати, а има изобилство на незаситени масти. Како пети, најверојатно би ги ставил црешите. Кај црешите е специфично тоа што на страна од таа микронутритивна вредност, витамини и минерали кои што ги содржат, црешите содржат и мелатонин, а специфичното кај мелатонин е тоа што мелатонинот помага да се борите со несоницата и мелатонинот секогаш го препорачуваат и доктори, можеби некогаш и како додаток во исхрана, затоа што мелатонинот е од исклучително значење доколку сакаме да имаме добар сон, и оние луѓе кои што имате можеби проблеми со спиењето, често будење, несоници и така натаму, можеби црешите ќе ви помогнат да си го решите тој проблем, иако пак сакам да напоменам дека не се работи тука дека едно овошје ќе ви го реши проблемот и дека ако имате можеби одредено пореметување здравствено и можеби се пронаоѓате во некој од овие работи кои што јас ги зборувам тука, дека само со употребата на едно овошје би направиле не знам лечење или би направиле некаков сериозен помак. Пак се работи за добра исхрана во контекст
континуитет и баланс, но во секој случај користејќи ги овие овоше како дел од секојдневната исхрана, најверојатно ќе ви помогнат на долг рок. И тука на 6-то место би ја ставил калинката, затоа што калинката има исто така неверојатен извор на антиоксиданси, кои што повторно помагаат во пред се оксидативен стрес и оние хронични заболувања, но специфично за калинката е тоа што содржи некаде 28% од дневните потреби за калиум, значи има доста калиум и исто така она што е специфично што како антиоксидантна вредност има некаде 3 пати повеќе и 3 пати помоцни антиоксиданси за разлика од, да речеме, зелен чај кој што многу луѓе го користат затоа што е добар антиоксидант, што е точно, но еве ви уште подобра замена. Мислам дека сезоната на калинките е отприлика сега, ако не се лажам, но како и да е и да ги нема и било кој од овоше можеби да не ви е достапно во моментот, пак затоа ги набројав 6, затоа што во било која доба од и сезона може да пронајдете некој од овие овоше. Така да, пак ја кажам, сите овоше се генерално супер, сите зеленчуци се генерално супер, но ако зборуваме за да издвојам можеби некој од нив кои што се најздрави и најдобри, со најдобар нутритивен состав, тогаш дефинитивно би биле овие 6 и повторно препорака да ги користите во секојдневната добра исхрана, да ги имате во континуитет, затоа што континуитетот на крај на денот прави разлика. Така да, дечки, тука некаде завршува оваа тема. Фала ви за вниманието. Ви посакувам здрави животни навики, убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!